Балетското студио Менада годинава слави 10 години постоење, по тој повод организирате јубилеен концерт на 20 мај. Што ќе има можност публиката да погледне на тој ден? Така да, значи Балетското студио Менада при Центар за култура Илјо Антевски смок во сабота во 20 часот ќе го прослави својот прв јубилеен концерт кој што ќе се случува во Центарот за култура, како што кажавте. Ќе имаме едно фестивалско отварање од најдобрите балерини кои што ќе перформираат на сцена, за да подоцна следи документарниот филм кој што Менада го подготви за сите граѓани на град Тетово да го погледнат. Во тој документарен филм ги има сублимирано сите 15 премиери кои што Балетското студио Менада ги има изработено во овие 10 години постоење. Како сте задоволни од своето 10 годишно постоење и од концертите кои ги имате правено? Секако во овие 10 години Менада работи макотрпно и ја прикажува својата работа како сублимат кога дава, значи, годишен концерт. Со овие 10 години Менада зрееше и растеше во работата. Секако ние сме презадоволни од фидбекот кој го добиваме од страна на публиката и од граѓаните. Со тоа што навистина нашите концерти се посетени и имаме многобројна публика која што ја почитува нашата работа, на што особено нас ни е голема чест и задоволство. Што е следно од Балетското студио Менада? Значи, после овој јубилеен концерт кој што го најавуваме на 20 мај, следуваат детските премиери, тоа се на 3 и на 4 јуни, со почеток во 17 часот, каде што Менада продолжува со својата работа и ќе представиме две детски балетски представи, тоа се свадбата на балерината, за да подоцна на 9 јуни ја прикажеме приредбата со 3 и 4 годишна возраст балеринчиња кои што доаѓаат во нашето балетско студио и со тоа завршуваме ова учебна година, а потоа децата ги испраќаме на заслужен распуст.